Na 6. septembri 1944 во 11 часот и 30 минути и 35 дена пред ослободувањето на Лесковац, дотогашниот Лесковац престана да постои. Во едно бомбардирање кое победата на сојузниците ни за миг не ја забрза, сојузничките авиони разурнаа 1740 згради, а ниту тогаш, ниту некогаш подосна беа сигурно преброени загинатите. Пресметките велат повеќе од 4000 луѓе, или секој четврт жител на тогашниот град. Многумина, неоткопани за секогаш останаа под куќиниот камен. На многумина куќите за секогаш им се сотреа, и додека записите од двете овдешни гробишта зборуваат како во еден ден престана да постои еден град, еве што останува за историјата, за причината на разурнувањето. Тие денови 450.000 војници од германската група на армијата Е забрзано се повлекуваа во правец Солун-Белград. Пресметувајќи дека германците ќе се задржат во Лесковац, шефот на сојузничката војна мисија генерал Маклин побара согласност од главниот штаб на Србија да се бомбардира градот. Така ќе започне трагичното недоразбирање. Сета сила во одстапување помина низ Лесковац на 1, 2, 3, 4 и 5 септември, а градот е разурнат на 6 септември. Во познатата книга на Маклин, Војната на Балканот, е запишано: точно во 11 часот и 30 минути Лесковац ќе го нападне формација од 50 летачки тврдини. Не се надевавме на напад од такви димензии. Се досега, до летачките тврдини не беше лесно да се дојде, зашто тие беа потребни за навистина крупни цели во Австрија и Северна Италија. И понатаму, еве ги веќе на целта и врзнеа. Тој час наеднаш се пристори како целиот Лесковац да одлета во воздух во вистински оркан на прав, дим и урнатини. Би зборувале со ред за градов, но сега еве се покажува дека овој Лесковац е сосема друг град во споредба со оној од пред 30 години, па зборувајќи за минатото ќе ни бидат скапоцени секој зачуван фотос, секој белег, а од време на време пак ќе го напуштаме за да можеме подобро да зборуваме за него. Само брзото око може би ќе забележи како споменикот во длабочината е единствениот ориентир, наслика на тогашниот, а снимен на сегашниот плоштад. Но оваа наша малечка, вообичаена новинарска вежба на тема Некогаш и сега, покрај тоа што ни кажува колку и што е изградено, ни сведочи делумно за она што претходно било разурнато. А бидејќи понекогаш бројките можат повеќе од сите слики и зборови, еве на што не поучуваат два податоци за два града. Лесковац има повеќе од Крушевац, 14.756 жители, колку цело едно градче. А Крушевац 1759 станови повеќе од Лесковац, пак колку за цело едно градче. Така, овие спомен плочи кажуваа што во градов, а што во која зграда се случило, но тие згради веќе ги нема, и симнати се и плочите, што да се прави со нив, сега се во еден музејски двор. Нема траги на многу нешта што биле во градов или околу него, но наше е да трагаме, па се така одејќи напред, стигнуваме во времето од пред 14 векови. Во блискиот Царичин град. Царичин, или како што уште се нарекува во научните списи Јустинијан Прима, името на градот според името на градителот, големиот цар на Византија, чија сила и чие знаење ќе го создаваат и ќе го менуваат поголемиот дел од историјата на 6 век од оваа ера. Но треба да се напомне дека досегашните истражувања се уште не дојдоа до оној апсолутен, несоборлив доказ дека Јустинијан го подигна овој преубав и голем град. Имаше тој повеќе од 10.000 жители, а ние пак, прелистувајќи го забележаното за него, наидовме на предпоставката дека Јустинијан Прима бил град врз чии темели е сегашното Скопје. Па сепак, кој да го градел овој град, знаел и имал со што да го изгради. И еве го досега откриеното и зачуваното. Сите овие траги на пространи плоштади и улици, палати и цркви, кули и бедеми, на археолозите им се доволен доказ што царичениот град го нарекле бисер на византиската цивилизација. Цутењето на царичениот град било кратко, само век и нешто, а со доаѓањето на словените во 7 век тој изгаснал. Дошле словените, останале и обстанале, а еден старословенски обичај како се да надживеа.
Скапоцениот камен на бившиот град се однесувал и се разнесувал и еве го и ден денес во зидиштата било на црква, било на штала. Инаку и овде си припомнуваме дека ништо не ги чува толку тајните на одамнешните животи како старите гробови, а проучувањето на царичиниот град е првата пречка што до ден денес не се откопани гробиштата. Дури најпосле ова делчев споменик за кој се предпоставува дека бил на Јустинијан, сега во Лесковачкиот музеј, а со него и прастарите идоли од околните наоѓалишта, ни потврдуваат дека уште во стариот век луѓето си го избрале овој крај за живот. Меѓу првите сигурни споменувања на крајов се они од времето на Немања, кога силниот византиец Маноило Комнен го поробил и го понижил, но и му ги доделил овие предели со тогашно име Глубочица, Дубочица. По Косово, во Дубочица, ке се одиграат два крвави боја, еден по друг. Во првиот, во 1454-та, овдешниот благородник Никола Скобелјич, ова се остатоци од неговиот град, ќе ги дочека и ќе ги победи турците. Огорчен од поразот, самиот султан Мехмед со сите своји сили ќе нападне на овие зидишта, ќе го порази Скобелјич и ќе нареди храбриот бранител да се набие на кол, а од летописецот Константин Јанич ќе остане како турците од како памтат, не сретнале в борба толку храбри луѓе и крвави борци, какви што имало во овој бој. Од турскиот Лесковац градот си ги пренесе обележијата. Патопистите го величаа овдешниот Панаѓур, според некои помостарскиот втор со прометот во царството. За градското пак стопанство постои значајна верзија според која овде уште во тоа време постоела некаква дубровничка колонија, но за востанијата и бунтовите во овој крај, а ги имаше повеќе, не достигаат спомени во градов кој пред православната црква имал џамија и синагога, а мртвите ги погребувал надвор од градот. И додека со сликава се наоѓаме на гробиштава и околу конаците во блиското место Рудар, каде што биле градските гробишта, да спомнеме како ни дојде врација на наредба од на кнезот Михајло, со која строго им се забранува на жителите од кнежевството да го помагаат нишкиот бунт од 1841, а чиј дел представува и Лесковачкото мунџиско востание. Но ако би кој толико дерзуван био, им објаснува кнезот српски на србите кои би сакале да им помогнат на србите на се уште окупираниот југ, да се покуси умјешати се од дијело ово и тиме преступите ово моју височајшу препоруку, битќе праведно сматран као миронарушител и противник правителјства и као такови битќе подвргнут стожајшему наказанију. Од памтивек со луѓето од овој град оделе оние постојани епитети снаодлив, вешт, ќе ги докажат нив лесковчани во своите стопански марифетлаци, лесковчани кои подосна ќе се нарекуваат манчестерци, а за нивната и троштина раскажува и оваа стара ниска црква као што туку се реставрира. Нешто со молби, нешто со дукати, лесковчаните добиле царски ферман да се изградат црква во градот. Царот дозволил, но на турците мештани не им било тоа по волја, па се заканиле ако се крене ѓаурска црква, ќе ги испоколат ѓаурите по градот. Еве пак се досетиле. Не е тоа црква што се гради, тоа е куќа стан за даскалот. Гледате дека овде има огништа и оџак, а каде се чуло за црква со огниште? Се излажале турците и поверувале. И освен за оваа, никогаш веќе не се чуло дека има црква оџак. Турците заминале од Лесковац во 1877 година. Малку пред тоа, дипломатот и патописецот Хан ке запише дека Лесковац со 15.000 жители е многу поброен и од Ниш со 10.500 жители, и од Крушевац со 7.000 и од Крагуевац со 4.000. Турците си заминале, а само 7 години подосна, во 1884 таму веќе се родила индустријата.
Vo ova vodenica vo Strojkovci bila ta prvata leskovačka fabrika Gajtandžilnica vo koje ke se začne tekstilnata industrija. I dodeka sme ovde okolo neja i voneja, da je čujete prikaznata za golemata avantura na prvite ovdešni industrijalci. Leskovačkite patnici i trgovci videle kako vo Bugarija cuti proizvodstvo to na Gajtani. Videle, pa i samite si namislile da izgrada takva fabrika. No, Bugarija so 7 katanci si gi čuvala svojite industrijski tajni i najstrogo go zabranuvala izvozot na mašini. Togaž počnal golemi od potvat. Vo Karlovo se naođal nekakav Bugarin Bojađov koji imal tamu Gajtandžilnica i leskovčanite se gi združile s onego kapitalot i delovnosta. No bideći mašinite ne možele nikako da se prefrlat preko graniceta, toliko budno čuvana so silno oružje, prvite Mančesterci jednostavno rešile da je ukradat fabrikata. Jedna noć ja demontirale, ja natovarile na konji, karavani trgnale vo 2 nasuki, za da gi zalažat gonitelite i bideći leskovčani tim gi beja zakovale naopaku podkovite na konjite, poterata si upatila po jedna, a ukradenata fabrika stasala vo Srbija od druga strana. Ovije zakački se od onije prvi industrijski denovi, a kada što je fabrikata tamo je i salonot za delovnite prijatelji. I može bi tokmo vonego se začnala ušte jednata ovdešna ujdurma. Leskovčanite na pritisok od Belgrad, poradi međunarodni pričini, morale so teško srce da si je otkrije tajnata na svoj stopanski prosperitet. Na Bugarite da im go izvozat za njih tolku sakanoto konopovo seme. Sejele Bugarite, sejele pa čekale, a konopot nikako da nikne. A i kako da nikne koga leskovačkite trgovci so vreme, za svekoj slučaj, dobro go svarile isprateno to seme. Od toj i togašen Leskovac malku nešto ostanalo. Vo Gradocjega ima samo 2 malku nostalgični zgradi za spomen na Leskovac, a za onije što naživo ja proučuva starata balkanska arhitektura za model. Za kupovanje kućata na Đokić. A kućata na Dimitrijević za pepelnici. Retki ostatoci na profanoto majstorstvo koji ni pokažuvat kako celi od život se odvival nekako skrijen svet. Kućata sprema ulicata je jednostavna, a duri od dvorot gledana je otkriva raskošta, no i čorbadžiskata zavrtenost kon semejstvo do i zatvorenosti vo svoje tavlija i vo svojite zidovi. No, na toj što imal i što možel, među ovije zidovi ne mu bilo neudobno. Tuka se rezbaranite divanami podrakati je sve što je nužno za prijatan život, a začuvanite nosi i nakitot ni kažuva deki ovde se vodela moda i deka predimstvo vo kapitalot i prestižot se iskažuvale so svila i so čadorčinja za sonce, so tepeluk i so libade, so zlaten ziz i so biserna granka. Nadoađaše veće vremeto na prosperitetot. Leskovac, pred Prvata svetska vojna, ke se vbrojuva so 8 tekstilni fabriki i ušte so ponekoja vo nemnogobrojno to semejstvo na industrializiranite gradovi, a mesnite hroničari beleža deka, da rečeme ovoj motocikl ušte vo 1910. godina, znači vo dovčerašnata kasaba prestanal da bide nekako čudo. I prvi od automobil nabrazo ke se pojavi vo gradov, samo 1 godina po motociklot ponegov tor, ki gi ima sve poveće da podskoknuvat pokal drmata, Leskovački od Dinarke trgne vo investitorski pohod na Skopje, Priština, Veles, Kumanovo, no togaž vas gradot nalegna smrtonosnata 1915. godina. Na to preteško vreme, teško da imalo poteško do togaž, Leskovac si spomnuva so spomenicite, no kako da nema belezi koji verno bi gi vratile tije pomalku zaboraveni denovi. Kakva beše ta smrt i kakva strašna kazna što zavladeja pod bugarskata okupacija vrz Morava, Vlasina, Toplica, Jablanica, Surdulica, zapaleni sela, ograbeni imoti i fabriki, urnati crkvi i zatvoreni školi, ubijeni i siluvani, deportiran narod i sveštenici, pred smrta vpregnuvani vo pajton, a i pokraj toa, Leskovac togaž je izmeni delumno sudbinata i strategijeta na srpskata vojska, koga dolgo i krvavo branet padna na 8. novembri 1915. Pa vojnicite namesto po Vardar pojdoa za Grcija preko Albanija.
I еве по толку години како среќаваме некои од тие преживеани, кога неодамна беа собрани околу споменикот на своите воени, другари и на себе. Што се не ќе доживее и не ќе преживее еден жив град. Ослободен во последните денови на 1918-та, Лесковац, штедро подкрепен со репарации, одново ќе вивне со џаците в небо. Тогаш и ќе се јави она споредување Лесковац, српски Манчестер. Ке се развива градот така што стопанската историја ќе му биде подинамична од политичката и ќе се создаде онаа само негова психологија, завиена во пословичната изјава на сочувство. Кога чув Господјо за смртта на вашиот син, верувајте ми беше како да сум загубил половина милион. Од тој не така одамнешен Лесковац ни остана по некоја фотографија и по некој новинарски ред за него, кој вака е споменуван во еден туристички водич од 31-та. Во Вардарска бановина музиката е се уште во почеток, но со оглед на тоа што во неа се наоѓа Лесковац, бројот на индустријските претпријатија веќе е доста голем. Оној Лесковац, кој се раскажува овде, платил за да се исели од кај него и од соседното Врање воениот гарнизон, зашто се знае како фогин биле офицерите за домакинските куќи. Оној Лесковац, за кој е прецизно запишано пред последната војна, 40 стопански претпријатија на 20.000 жители, 7 банки, 40% од целокупната индустрија на Волна, 954 дуќани, 150 кафеани, во болницата 61 постела и 80 милионери. Со многу богатство во малку раце, ке се појави овде еден посебен вид манчестерство, да го наречеме фараонство, кога се што е земно, па и Божјо, може да се купи. И еве, додека се обновува онаа црква во која најдовме огниште, убаво се гледа каде бил до неодамна богато откупениот гроб, а во него првин тогашниот богат граѓанин, а потоа до него и неговата верна домаќинка. По углед на Немањиќ и овдешните економски големци ки си подигаат храмови уште при живот. Оваа црква е токму таква, а за една друга слична од тоа време ја и белешкава. Професорот по музика компонирал кантата во чест на ктиторката и незините синови, на кои по повод осветувањето им направиле службена посета поповите, владиците, професорите, писателите, новинарите и публицистите. Но во сенката на сите тие оджаци, банки и завештанија, живееше еден друг град Лесковац, истовремено, а толку различен, целиот црн, жерминалски, некои траги и денес му се влечат. Уште во 1911 година Димитрije Туцовиќ ќе објави за него преку Радничке новине. Овие фабрики се вистинска пајакова мрежа за фаќање деца од 6, 8, 10 и 12 години. Или животот на овие малечки е сведен на тоа да ги кренат од постела и да ги испратат во фабрика за повраќањето да паднат пак во постела. Еден класно разделен Лесковац, чии пребогат капитал и центар биле обиколени со периферија од туберкулозни текстилци, салери, јажари, тулари, арабаджи, печалбари и надничари. Оној Лесковац во кој настана прецизната изрека «Јадеме пиперки и дзидаме фабрики». Така, хранет со глад, овде се подигал оној собствен гробар. Сега тоа време во градот има по некоја преостаната плоча, ретка фотографија или зачуван знак за тоа како во мир овде војувала работничката класа. Ова е вест за победата од 1920 година. На изборите најмногу гласови доби комунистичката листа на Јован Ристиќ, Црвена општина, па обзнаната. Партијата е во синдикатот, работничкиот дом, фабриките, школите, во Абрашевиќ и во фудбалската Дубочица. 6 јануари на генерал Живковиќ. Во Лесковац и на работниците и на полицијата премногу добро е познат Коста Стаменковиќ. Штрајкови на берберските, кројачките, дрводелските, графичките, гумарските и текстилните работници. Еднаш, кога штрајк брехерите ќе наидат со камиони, жените ќе легнат на улица и така ќе го одбранат штрајкот. Црвена помош. Отпуштања, затвори. Така еден град се подготвуваше за револуцијата. 1941. Лесковац паѓа на 11 април. Набрзо потоа, првите акции, диверзии, запаленото ново време,
od nekade crveni letoci. Noće po gradot pretrčuvat nekakvi tivki zabrzani luđe, a već je vo avgust tije okolo stotina, već je se partizanski odret na planinata Kukavica. Ušte beše prva ta vojna godina, a okolo ovoj grad već je postoješe prostrana slobodna teritorija. Eden kamen, eve ovoj nad Rumov od Leskovac kon Lebane, podsjetuva deko ovde ostanal i onoj majoro Kenig, koji ne mnogo vreme pred svojeto pogubuvanje strelaše vo Kragujevac. Raste dviženje to, pobeduva i se povlekuva, se dviži i gine partizanski odret vo grad od represaliji. Za sve što se slučuvaše vo tije narodno-osloboditeljni denovi, ima već ovde mnogo knjigi, monografiji, a sepa kako je mnogu za nešto drugo, za ova ostanuva tolku nekažano. Sega sme vo spomen parkot, kada je što bilo Skojevsko sobiralište, a sega se ovde kamenja za spomen na herojite, na borcite koji ne se vratija, na strelanite, išće znatite po logori i zaginatite pod bombi. Na vlezu dvo parkov je zapišano za 8.843 zaginati. Od sve srce poželuvame i molime nekoj poinaku da ne razbere, koga za spomnatava brojka je rečeme mrtvite, neni se ni za prebrojuvanje, a ušte utre može bi nekoj, kako što pravi minije, će go prihvati podatokov za da ostane na istorijata i na pokolenijata, a kako popravo da se dojde do točnata brojka od 8.843, ako vo to je užasen zbir i zagina pri bombardiranje, pa nivnata brojka nitu se znaje, nitu ke se znaje. Ostanu vas pokojot i slavata za site zapomneti i zaboraveni ovde. Leskovac imaše toliko pojitni potrebi što i ovde, duri sega koga se može, im se podgotvuva dostojen belek zašto i ova dolina, narečena Arapova, beše smrtnoto mesto na Leskovac vo dvete posljednje vojni. Vo knjigata za stradanjata od Bugarite vo Prvata svetska vojna, Jovan Hadži Vasiljević zapiša: može bi ova brojka što ja spomeneme treba da se primi su malko rezerva. Samo Arapovota dolina, blizgu Leskovac, krije vo sebe nad 8.000 kostori od nevini žrtvi. Vo dekembri 41. pak imaše zlostorstvo vo dolinata. Germanci te strela 500 založnici. Među njih 327 nesrećni navidum sekogaš veseli leskovački cigani. So mrtvite, konopčiji, tutunđiji, amali, čistači i muzikanti, beše i onoj pročujen klarinetist Šefket i njegovite preživljani potomci i denes raspravat kako toj ovde, pred strelanje to, je ispjal premnogu tažnata, ciganskata taga je pregolema. Kako na straža, spomenicite se vrz gradot, a dolu teče Leskovac. Strelan, a preživean, urnat pa podignat, se nekade stignuva i ne stignuva, grad od gradilište, nikogaš dovršen, razglednicite samo za jedna godina mu stanuvat nevažečki, koga će sodzida jedna kuća, ušte dve drugi mu se neophodni. Grad siot od različnosti. I bulevar ima ovde, i međunaroden sajem je na sajmišteto, falići se toliko ima da mu pokaže na gostinot, a učenici to ovde ne učat od knjigi kako bilo nekogaš odavna. Će pominat samo do tretata ulica. I pajtonđijata si go poji konjot na uličnata češma i raste kuća vrš češmata, pa od tamu pravo v oblakot. I samo 11 gradovi vo zemljava imat poveći industrijski pokrivi i može bi Leskovac bi gi imenuval site samo za jedan jedinstven, vistinski. Gi prestignuva Leskovac drugite go prestignuvat Leskovac. Srećan on je što žive od sega, po cel den gradov evo nadprevar, a ebe, koga počnuva da se stemnuva, najednaš, izmešani su od domaćinite, stignuva me vo vdešnjo čuden teatar. Čuden, zašto dodeka onije koji trebaše da ni prikažat što bilo so Hamlet vo Marduša Dolna, sije doteruva šminkata. I dodeka ušte jednaš go povtoruva teksto, drugite teatarski luđeni kažuva kako v ovoj teatara se stoji dodeka traje predstavata, zašto redovno ima poveće gledači od sedišta.
Течеше представата во театарот, што е, како и неговиот град, ќе наумили нешто, трга не се дава. Еве, токму на тоа, луѓево долго му ракоплескаа на крајов.